Ако и денеска останете со фактор здравје, вашата здрава навика, верувајте и бидете убедени дека ќе ве почестиме повторно со актуелна тема, референтна гостинка и она што е најважно, можност за заедничко комуницирање. Добре дојде, на почетокот ви посакувам со најава да останете до крај со емисијата, бидејќи деталите и презентацијата на гостинката следуваат по оваа прва најава. Знаете дека првите информации стандардно во Фактор здравје ви ги презентираме во рубриката Истражувањата докажаа. Еве ги денешните детали. Освен со експериментирање врз животни, напредокот во медицината се должи и на истражувањата кои вклучуваат човечки субјекти. Истражувањата врз луѓето се неопходни во научната и истражувачката работа. Причините за тоа се да се разберат причините и текот на болестите, да се подобри превенцијата, дијагностиката, терапискиот приод и да се евалуира безбедноста, ефективноста, достапноста и квалитетот на интервенциите. Тука спаѓаат и испитувањата на несаканите последици од употреба на некои медикаменти и други третмани за подобрување на здравјето и медицината. Истражувањата во кои е вклучен човекот е неопходно да се почитуваат етичките правила и принципи. Мора да постојат етички граници до каде може да се оди во научно-истражувачката работа. За таа цел постојат меѓународни документи кои ги регулираат етичките прашања во медицинските истражувања врз секој човечки поединец. А зборувајќи за истражувањата и она што се нарекува медицина базирана на докази, денеска ќе зборуваме за алергиите на храна во нераната детска возраст, поточно кажано третата возраст од животот на секое дете. Деталите од денешната тема и пред се стручниот коментар од научен и практичен аспект ќе ви го доближи професор доктор Стефка Груевска, која што е специјалист педијатриски гастроентерохепатолог и која што гостува во името на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професорке, добар ден и благодарам многу што сте со нас. Како сте? Фала на прашањето, добро, и ви благодарам на поканата. Благодарам пред се за вашата стручност што и денеска ќе ја донесете преку темата која што ја нудиме, а за деталите ќе проговориме и можноста за заедничко комуницирање ќе ви ја овозможиме по првиот блок реклами. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Usled loših životnih navika, u organizmu čoveka razvijaju se niz obolenja koji bude svestan te kad bude potpuno kasno. Vrlo često ta obolenja nemaju nikakve veze sa godinama. Jedan od kvalitetnijih preparata koji postoje na tržištu je preparat G132 plus Natural. Da je to tako potvrđuju reprezentativne istraživanja koja su rađena kako u Nemačkoj, tako u Srbiji, tako i u regionu. Došli su do rezultata da preparat G132 plus Natural zaustavlja razvoj malignih ćelija. Desetogodišnje iskustvo i brojni korisnici su potvrda delotvornosti preparata G132 plus Natural. Zapamtite, korišćenje preparata G132 plus Natural je vaša garancija za kvalitetan i dug život. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделje 15 килограма мање. Мало ли е? Спремите се за бикини, за плаже, будете најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време sa liposukcijskom dijetom i sa liposukcijskom ishranom, izgledat ćete fantastično. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude liposukcijska ishrana.
За алергиите на храна во најрана детска возраст денеска во Фактор здравје зборуваме со професор доктор Стефка Груевска, која што е педијатриски гастроентерохепатолог и која што освен на клиниката за детски болести можете да најдете како стручен консултант и во првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. Кога зборуваме за Ремедика, да подсетам дека на 0226031000 и 0724433200 можете да се консултирате, да закажете термин и да се советувате за сите области и сите аспекти од вашето здравје. Она што сакам уште да го споменам во однос на Ремедика е нивната страница на глобалната мрежа remedica.com.mk и страница и нивната адреса Булевар 16 на Македонска бригада во населбата Железара во Скопје. Професор, ке зборуваме денеска за една тема која што е актуелна и која што би рекол се повеќе е честа, не само во вашите амбулантски ординации, туку и општо и на глобално ниво. Кои се причините пред се за алергиите на храна во најрана детска возраст и она што е особено важно, кога најрано може да се јават овие алергии? Прво да кажам дека алергиите во најрана детска возраст се јавуваат веќе околу третата недела од животот. Третата седмица, да. И тоа се така наречените нутритивни алергии, а во прв ред најголем, најпознат, агресивен алерген се протеините од кравиото млеко. Погрешно кај нашиот народ се смета дека лактозата е виновна за некакви гастроинтестинални манифестации. Не, напротив, протеините во кравиото млеко се одговорни за алергиите. На светско ниво процентите се различни, заради тоа што остануваат добар дел од алергиите непрепознаени, па бројот варира од негде од 2 до 7% од децата во првите 6 месеци од животот манифестираат алергија. И тоа се најчесто деца чии родители се алергични. Ако едниот од родителите е алергичен, практично околу 30% од децата, ако воопшто може децата во проценти да ги изразиме, или ако се двајцата родители алергични, 60% од децата имаат шанса да манифестираат алергија уште во првите недели по раѓањето, како што реков. Тоа значи дека причината може да се бара или одговорни се гените или семејната историја? Одговорни се гените, односно известна алергиска предиспозиција. И тогаш се поставува прашањето од каде децата кои што се на слободно доење да бидат алергични на протеини на кравио млеко. Да, и тие може да бидат алергични, бидејќи мајките во својата исхрана користат млеко, тие се доилки, дел од протеините од млекото кои што го користат, не деградирано, протеините реков, и тоа порано беше обвинуван бета-лактглобулинот, денеска лепезата на протеини кои се обвинуваат за алергија поширока, нема значење за пациентите тоа, користат значи кравио млеко, дел од протеините минуваат низ гастроинтестиналниот тракт на мајката недигерирани, минуваат преку нејзината циркулација во нејзиното млеко и го сензибилизираат нејзиното доенче. Тоа е практично новородено. И постепено настанува клиничка манифестација на алергија на протеини на кравио млеко, која што може да се манифестира на неколку начини. Многу често бараат помош од матичните лекари заради присуство на нишки крв во столицата на детето или слузави столици, и тоа е така наречениот проктоколит алергиски, кој што ги вознемирува секако родителите, бидејќи се работи за мали доенчиња. Потоа некои од децата развиваат ентеропатија, кога во пореметувањата, во оштетувањата е вклучено и тенкото црево, што се манифестира преку анемија, преку хипопротеинемија, а некои од децата манифестираат и постепено со време не напредуваат во тежина, онака како што очекуваме по стандардите како треба да напредуваат во тежина. При тоа многу често алергиската реакција кон протеини на кравио млеко најчесто е гастроинтестинална во првите недели од животот, потоа може да се јават и кожни промени, и тоа така наречениот атописки дерматитис, а потоа се развиваат и респираторни симптоми како обструктивен бронхитис, и при тоа најпотентниот алерген се протеините на кравиото млеко. И додека овој процент кај децата кои што се на вештачка исхрана, односно кои се на исхрана со адаптирана формула, е многу поголем, затоа што сите адаптирани формули практично базираат на кравио млеко.
Тие се технолошки модифицирани и прилагодени на особините на хуманото млеко, на мајчиното млеко, но нивната алергеност не е намалена и тие може кај извесен број на деца, кај децата, го кажавме процентот колкав е, може да предизвикаат некои од овие гастроинтестинални манифестации. И при тоа алергиската манифестација може да биде и промптна, брза, веднаш по внесувањето на адаптираната формула, или одложено да се јави како или да клиничка се јави слика. И сега ако е промптна или брза, ние веднаш поврзуваме дека се должи на внесот на млекото. Тоа може да биде така наречен орален алергиски синдром, кога се јавува оток црвенило на лицето, околу усните, може да биде промптно испразнување на детето, брзо дехидрирање, пореметување на вратрешната средина во смисол на појава на закиселување на крвта заради губитокот на одреден број на електролити, пропаѓање во телесна тежина, но за несреќа, понекогаш клиничката манифестација може да биде одложена. И тогаш потешко ние да поврземе дека ова веројатно анемизирање, ова ненапредување, ова појава на слузави столици, крвави, не знаеме дали се должи на алергија на протеини на кравио млеко или на некоја друга причина. Многу често, ако има крвави столици детето, се мисли дека веројатно се работи за некоја вирусна или бактериска причинител, но треба да се мисли дека можеби и се работи и за оваа кондиција и сериозно да се обсервираат овие деца. И она што е важно и што сакам да кажам, дека во нашата популација се прават многу непотребни испитувања. Се прават кожни тестови, се прават интрадермални тестови, кои што се непотребни, особено во првата година од животот, бидејќи може да бидат неточни. Едно е ин виво алергија, во живо, а ова е практично малце и ин витро, ако изведуваме, бидејќи нивната интерпретација е многу индивидуална. И може да се прогласи некое дете дека е алергично, а да не е алергично и при тоа да се лиши од одредена исхрана која што не му смета. Непотребно тоа Непотребно е. Најдобар начин е клиничко тестирање. Клиничко тестирање, и тоа зборувам за децата кои што се на вештачка исхрана. Оно што, да, сакав повелете? Веројатно сакавте да прашате што со децата што се на природна исхрана. Сигурно, но претходно само сакав да кажам, бидејќи рековте од најрана возраст може да се јави веќе во третата седмица по раѓањето кај новороденчињата, нели таа интолеранција или нетолеранција на протеинот во млекото, дали тоа значи мајката ако зема млеко со помала масленост има некоја улога или тоа не е поврзано? Масленоста не е поврзана, бидејќи алергенот не е маста, нити лактозата во кравиото млеко, туку е протеин. Мислев не е ни намален тој протеин во млеката со помала масленост. Нормално ги има иста е концентрацијата на протеини. И сега сакам да се надоврзам на она што вие. И тоа што со мајките, ако сме сигурни дека се работи за, мислам сигурни, според клиничката слика, предпоставката ни е отприлика точна, тогаш може да се направи едно исклучување на кравиото млеко од исхраната на мајката, која дои, но при тоа да се прави субституција со внес на калциум, одредени милиграми во текот на 24 часа и се неопходни на мајките, да се продолжи со доењето и при тоа ќе се види дали ќе се поправи клиничката слика. Ако се работи за алергија на протеини на кравио млеко, за 5-6 дена симптомите на проктоколит ќе исчезнат. Меѓутоа, ако се работи за одложена реакција, ова исклучување на млеко треба да биде 1 месец од прилика, за да видиме дали детето ќе ги изгуби симптомите, ќе почне да напредува во тежина. Но најдобро е, кај полесните случаи, мајките не се ставаат на диета никаква, затоа што бенефитот од тоа што ќе го има мајката од исхрана со млеко е поголем отколку од штетата што ќе има детето. Ако детето добро напредува во телесна тежина, ако не е вознемирено, ако не повраќа, бидејќи еден од знаците на алергија на протеини на кравио млеко може да биде и гастроезофагиален рефлукс, болеста на гастроезофагиален рефлукс, че ако не повраќа, ако не развива хипопротеинемија, не се ниски вредностите на протеини, ако не развива анемија, детето треба да продолжи да се дои, а мајката да биде на слободна исхрана без никаква рестрикција.
Но друг е проблемот кај децата кои што се на адаптирана формула. Што таму? Таму постојат специјални храни, специјални диететски препарати кои ги има на нашиот пазар. Тоа се така наречени протеински хидролизати, каде што протеините на кравјото млеко повторно, најчесто на казеин или на сурутка, на два составни дела на кравјото млеко, каде што се деградирани до партикли кои што не се алергени, ги изгубиле своите алергени особини и кои се стандардизирани и кои се клинички испитани, она што рековте дека и клиничко испитување во уводот треба, на 90% од децата кои што се алергични на протеини на кравјо млеко, а кои што се на исхрана со адаптирана формула, нема да им направат никакви гастроинтестинални проблеми нити симптоми. Значи ги толерираат. Единствена незгода за овие протеински хидролизати кои што се наречени екстензивно, значи се хидролизирани до најмали партикли, што се непријатни по мирис и вкус, па децата ги одбиваат и што се поскапи од обичните адаптирани формули, а не се натовар на фондот. Сигурно мора приватно да ги обезбедат родителите. Мора приватно да ги купуваат, а во првите 4-5 месеци се необходни во исхраната на детето. И при тоа дете кое е алергично и за кое веќе сме сигурни дека е алергично, внесот на друга храна му се одложува. Тоа е според медицина базирана на докази, значи се пролонгира ова исхрана со млеко. За разлика од децата кои што се дојат, кои што се на ексклузивно доење 4 или 6 месеци, овде нешто подолго се користат овие протеински хидролизати. Има и хидролизати на протеини на ориз, кои што ги нема на нашиот пазар и се уште не е сигурно дали треба да се користат. Исто така треба да знаат родителите дека овие деца не треба да користат козјо или овчо млеко, затоа што вкрстената реакција може да биде уште пожестока, зашто нажалост извесен процент од децата развиваат и тешка клиничка слика и завршуваат на интензивна нега. Треба да се биде внимателен. Значи може и до животно загрозувачка состојба да доведе таа ако е тип 1 алергиска реакција, како најсилна, најжестока, како што рековте. Алергиска реакција и до анафилактичен шок да доведе. А децата кои што ќе ги прифатат хидролизатите и одлично напредуваат во тежина и се добри, и во клиничко искуство имаме и многу такви деца, се воведува во исхрана повторно адаптирана формула или како растат, се воведува и друга исхрана, но покасно од здравите деца и воведуваме повторно обична, адаптирана формула. Но во клинички услови, за да не манифестираат некаков тип на алергиска реакција, сме внимателни. Во колку манифестираат алергиска реакција, повторното внесување се одложува за некои 4 до 6 месеци, повторниот обид за внесување, зашто најголем дел од алергиите на протеини на кравјо млеко се надминуваат после првата година од животот. Децата практично некаде до 3-та година од живот, најголем дел од децата немаат нутритивни алергии. Но треба во периодот на најинтензивно растење и развој да им се обезбеди адекватна исхрана и да се постави точна диагноза. Сигурно. Она што сакав да ве прашам, рековте, ако повторно се вратат на адаптирано млеко или формула децата кои што пројавиле еднаш алергиска реакција на млечните протеини, по колку време можно и очекувано е повторно да се појави алергиска реакција или тоа индивидуално? Ние обидот индивидуално го правите. Но ние обидот го правиме некаде после 6 месеци и ако се манифестира алергија, пак повторно се одлага за 6 месеци заради ризикот да не предизвикаме жестока алергиска реакција. Значи се одлага секако внесот на обична адаптирана формула. Да, и оно што е важно што еднаш да потенцираме по првата година или најчесто до 3-та годишна возраст, затоа и го ставивме тоа како граница или возрастна категорија, се надминуваат овие алергии на храна, посебно на млечните протеини. Благодарам за овој воведен дел, а по блокот реклами останете до крај со Фактор здравје, бидејќи можноста за комуницирање ќе ви овозможиме на двата понудени телефонски броеви. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем.
Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids! Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Марија секогаш ги организира средбите на генерацијата. Овој пат не можеше. Ја спречи болката во грбот. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Пак нарача од интернет. Да не сакаш да се смениме? Брз интернет каде и најмалку очекувате. Со новиот пакет VIP Combo Box добивате брз интернет за дома и фиксна линија за само 499 денари месечно. VIP Combo Box, достапен низ цела Македонија на најсовремена мрежа. Повеќе за вас. VIP. Got my friends wrapped tight like a ring round my finger. For everything we are, together we feel the heat. Се тоа сме ние. ДМ. Тука сум човек, тука купувам. Летото е таму каде што сме ние. Во вашиот ДМ до 25% попуст на сите Sundance производи за сончање и очила за сонце. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Хит за лето. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude konstrukcijska ishrana. Zato nek vas ovog leta salo ne ometa. Ја продолжуваме денешната емисија од Фактор здравје и ви ги нудиме веднаш двата начина за директна комуникација со нас 6091-924 и 6091-925. На мое и ваше огромно задоволство денесна гостинка е професор доктор Стефка Груевска, која што е специјалист педиатриски гастроентерохепатолог и со која што како стручен консултант можете да се дружите и да закажете термин во Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија, достапна на 072 443 200 и 0226031000. Ремедика покрај својата клиничка болница во Скопје присутна е и со свој центар за мама диагностика во Тетово и со поликлиника во Струмица. Професорке, уште еден аспект кој што е важен и сакам да го споменеме во однос на децата со адаптирано млеко, рековте или адаптирана формула, треба да се одлага давањето на повторната формула ако веќе нели се избегнува протеинот, односно протеините во млекото, што е со оние деца кои што се на доење и веќе ја надминале таа алергија на храна. Понатаму втората, третата година од животот, кои се други нутритиенти кои што може да предизвикаат алергиски реакции? Прво да одговорам на првото прашање. Јас сакам се повеќе информации да извлечам од вас. Дека најточна диагноза се поставува со провокација. Тоа значи го исклучуваме млекото кое што мислиме дека е алерген, даваме еден протеински хидролизат во исхраната и потоа правиме провокација. И во колку на провокацијата детето манифестира симптоми,
Сигурни сме дека се работи за алергија на протеини на кравје млеко. Значи позитивната фамилиарна историја, некој од родителите да е алергичен, клиничките симптоми и ова отворена провокација се најдобар доказ да се избегнуваат алерголошките тестирања во првите месеци од животот. Непотребно е финансиско оптеретување или на фондот или на джебот на родителите како и ќе се направат. Травматизирање или бебето? А и травматизирање на едно дете кое што е доенче од 5-6 кила, исто така непотребно, и лажно позитивни резултати може да добиеме и да исклучиме храна која што може да ја внесува детето. Може да се одреди титарот на имуноглобулин Е, ако се работи за тип 1 алергиска реакција, и понекогаш постои корелација меѓу висок титар на имуноглобулин Е и тешка клиничка слика, што може да не прави поопрезни, но воглавно диагнозата се поставува клинички. Иако се децата на ексклузивно доење, и за нив важи покасна провокација со адаптирана формула, негдека 7 месец, потоа одложено внесување на другите нутритивни хранливи продукти, зашто треба да знаеме дека еден дел од децата кои што се алергични на протеини на кравје млеко се и алергични на други хранливи продукти, и најчесто кои се обвинети алергени се агрумите што ги велиме, потоа е рибата исто така, јајцето исто така, значи храна која што може да предизвика алергија се одлака за неколку месеци покасно се внесува отколку кај здравите деца. И тоа е она што треба да го имаме на ум, во колку на било кој од овие продукти детето манифестира алергија, со тоа што никогаш нема да внесеме два потенцијални алергени или две нови храни во исто време, туку барем една недела да има меѓу нив растојание, тогаш може, ако на едното не манифестира алергија, да продолжиме со тоа, па внесуваме и друга храна, зашто има 1% од деца кои што имаат мултипла алергија кон храна покасно во втората, во третата година од животот, која може да се манифестира само со една силна вознемиреност на децата. Децата до третата година не може да кажат дека ги боли стомак, дека имаат дискомфорт, него се само вознемирени и дење и ноќе. Многу мал процент од децата кои што манифестираат алергија на протеини на кравје млеко или мултипла алергија се и покасно во животот алергични. При тоа исто она што треба да се каже дека алергија на протеини на кравје млеко во првите неколку месеци, затоа што ќе го оштети цревото, може да предизвика и секундарна интолеранција кон лактоза, тоа е млечниот шекер, бидејќи ќе ги оштети цревните ресички и нема да произведуваат ензим кој што ќе го деградира млечниот шекер, лактаза нема да продуцираат, и децата ќе манифестираат проливи, водени проливи заради така наречена осмотска диареја. Заради тоа, значи, треба да се во протеинските хидролизати кои што се користат нема лактоза како додаток на млеката, како млечен шекер кој што го има во обичните адаптирани формули. Овде има полимери на гликоза, да се обезбеди внес на јаглени хидрати и да се обезбеди калориски внес што го обезбедуваат јаглените хидрати, но не лактоза. Зашто многу од децата, исто така во Македонија има некој моден тренд, се крстуваат за дека имаат примарна интолеранција кон лактоза. Од каде примарна интолеранција кон лактоза? Или има или нема. Ако децата не манифестирале некои од симптомите во првата година од животот, кога се или доени, а во мајчиното млеко има лактоза, или ако се со адаптирана формула хранети, а исто така во адаптираните формули има лактоза. Значи, клиничката слика е најважна. Не се потребни вака многу лабораториски испитувања, ако добро напредуваат во тежина. Сигурно. И она што го рековте во однос на диагнозата покрај оптовареноста и анамнезата и провокацијата и која што се дава. провокацијата што треба да се направи, ако не е бурна реакцијата во амбулански услови, ако побурна била првата реакција, тогаш во болнички услови секако, но матичниот лекар, кај нас веќе матичните лекари имаат одлично искуство и знаат што е алергија на протеини на кравје млеко. Има на нашиот пазар и делумни хидролизати или парцијални хидролизати, кои што имаат известни алергени својства, кои не треба се користат кај деца, за кои сме сигурни дека имаат алергија на протеини на кравје млеко, може да се користат за деца кои во семејството имаат некој
што е алергичен, братче или сестриче, евентуално ако сме обазриви дека може би да не манифестираат алергија. За тие што манифестираат алергија не треба да бидат користени. Има соино млеко кое што го има и кај нас на пазарот, но во аптеките соино млеко, не на пазарот, во самопослугите, кое може да се користи кај децата постари од 6 месеци, иако 30% од децата кои се алергични на протеини на кравјо млеко се алергични на соини протеини, но поевтино е, попријатно е за вкус и може да се користи после 6-тиот месец од животот, иако имаат некои незгодни особини како фитати, како недоволен извор на минерали, но во одреден временски интервал додека постои алергија на протеини на кравјо млеко, може да се користат во исхрана додека не се надмине алергија. Или може да констатираме по ова што го зборувате дека алергиите на овие млечни протеини се транзиторни, бидејќи некаде до третата година, рековте, веќе треба да се надминат. Единствена трајна ентеропатија е целијакијата или глутенската ентеропатија, но таа обично не се манифестира во првите неколку месеци од животот, зашто не ја го внесуваме глутенот. Таа почнува да не се манифестира покасно кога ќе се внесе глутенот и таа е трајна, таа е за цел живот. Таа е врзана со ХЛА конституција. Кажавте дека и агрумите, рибата исто така еден од... Рибата, жолчката, мешункастите плодови, се мисли на ореви, лешници, овошјата и зеленчуците, кои се најалергени. Зрнестите продукти како јагодите, малините, да се одбегнуваат во првата година од животот. Значи после првата година веќе може да се дава. Уште еднаш јас да потсетам дека ги имате телефонските броеви на вашите екрани. Професор доктор Стефка Груевска, која што е специјалист педиатриски гастроентерохепатолог, е денешна гостинка во Фактор здравје. И пред да завршиме или пред да ги кажеме уште еднаш поентите денеска, а тоа беше најзначајно во однос на годините, дека по третата годишна возраст веќе треба да се надмине таа алергија на храна, што понатаму кај оној мал процент од деца што останува во животот, какви дополнителни манифестации или можеби компликации во однос на здравјето може да доведе во текот на растот? Па рековме дека на 3 органи се манифестира алергијата, на кожата, која што се надминува со годините, и на респираторниот систем, каде што симптомите може да се засилат, да прави детето рецидивни обструктивни бронхити, повторувачки обструктивни, или астма, или алергиски ринит, и тие деца, значи, се кандидати да во животот покасно, заради нивната алергиска диатеза, манифестираат нека од овие кондиции, независно од тоа дали држеле диета или не. А зашто се во пораст алергиските реакции? Зашто имаме една равнотежа меѓу инфективните агенси кои што го населуваат гастроинтестиналниот тракт и кои што на известен начин ја супримираат алергиската манифестација, ТХ1 и ТХ2 одговор, тоа е, има клиничко значење, има медицинско значење, но колку во поразвиениот свет, заради поредките инфекции на гастроинтестиналниот тракт, се почести алергиите. Но тоа не значи дека треба децата да ги оставиме да се имунизираат со тоа што ќе се инфицираат од разни вирусни или бактериски причинители на гастроинтестиналниот тракт, зашто пак гастроинтестиналниот тракт е најголемата површина преку која настанува сознавање за алергените од надворешната средина. Алергени се храната, токсините, бактериите, вирусите, лековите, се тоа алергени со кои што се запознава и респираторниот систем и кожата, но најголема е површината на гастроинтестиналниот тракт и треба да се развие една така наречена орална толеранција, да ги толерира и да ги препознае кои се штетни, кои се корисни, да ги прими или да ги исфрли без да развие алергиски манифестации. Сигурно. И за крај на овој разговор уште она што сакам да ве прашам, дали таа алергиска реакција доколку се јави, кажавте, црвени влог по кожата, можеби проблеми со столицата, крвава столица, веднаш кога ќе се јави треба да се побара лекарска помош? Секако да бидеме сигурни, зашто пак нема правила во медицината, тоа може да биде или еден не се два таму. Може да биде и од некоја друга причина. Сигурно да се побара пред матичниот педијатар, како што рековте. Кои што се одлично информирани, знаат и така.
така ќе го упатат на право место пациентот. Сигурно. Ви благодарам уште еднаш за сите информации што ги донесовте, за вашата присутност и повторно покана да бидете дел од Фактор здравје. Благодарам многу на поканата. Благодарам, ми беше задоволство, професорке. Професор доктор Стефка Груевска, која што е специјалист педиатриски гастроентерохепатолог, денеска гостуваше во Фактор здравје, а да ве подсетам дека денешната емисија, освен на глобалната мрежа, веќе утре во 7 часот и 30 минути можете репризно да ја погледнете овде на телевизија 24. А за сите останати информации во однос на Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија, јас ве упатувам на двата директни телефонски броеви 072 443 200 и 022603 remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа, каде што тимот од оваа болница ви стои на располагање. А ние повторно ве чекаме овде утре на исто место и во исто време. До тогаш пријатно и секое добро.